Отворена родителска средба како нов начин на информирање на родителите, воведува Основното училиште Свети Кирил и Методи. Тоа значи дека освен со класниот раководител, родителите ќе имаат можност да се консултираат и со предметните наставници кои ги учат нивните деца и да се информираат за постигнувањата на учениците. Отворената родителска средба се состои во два дела. Во првиот дел, оделенскиот раководител спроведува родителска средба со родителите од својата паралелка, групна, по трајање околу 30 на минута, што веќе на сите нас добро не е познато и веќе долг период се практикува овој начин на информирање на родителите. Вториот дел се состои во тоа што во период од околу 2 часа наставниците сите предметни наставници од училиштето ќе бидат присутни во училиштето со цел доколку сакаат родителите да се информираат за постигањата и успехот на своето дете конкретно за одреден предмет. Во план и вклучување на родителите во воспитно-образовниот процес во однос на зајакнување на врската родител-ученик-наставник и зајакнување на воспитната компонента на образовниот процес. Родителите ќе им држат предавања на своите деца и на нивните соученици на разни теми кои се од нивна професија. До крајот на календарската година ќе се одржат 3 вакви предавања од родители на наши ученици. Тоа првото предавање ќе биде наменето за учениците од прво оделение на тема штетните последици од предолгото седење на компјутер. Потоа и учениците од трето оделение ќе се одржи предавање на тема заштита од заразни болести и кај учениците од девето оделение ќе се одржи предавање на тема која што сметаме дека е доста актуелна и потребна во предпразишниот период, а тоа е алкохолизмот и штетното влијание од него. Активно вклучување на родителите во воспитно-образовниот процес е и во склоп на проектот Сочитање на лидерство, што ова училиште е вклучено уште во првата фаза од проектот. За таа цел ќе се организира работилница од оделенски наставници и родители на деца од второ и трето оделение на тема изработка на сликовница. Активноста ќе биде раководена од координаторот Фондацијата Чекор по Чекор и сите техники кои што ќе ги научат наставниците и родителите на работилницата ќе може да ги применуваат наставниците во наставната програма со учениците, а родителите дома со своите деца.